Речиси неполни 30 години ја крстарам Република Македонија. Во овие изминати 3 децении речиси нема населено место низ кое не сум поминал или не сум направил документарен видеозапис. Не паметам колку пати сум го поминувал планинскиот превој Плетвар, упатувајќи се во правец на Пелагоничката котлина, секогаш кога поминував низ овој планински превој кој се извива на околу 1000 метри надморска височина, спуштајќи се по неколку километарското кривулесто Плетварско Прилепско џаде, кое води до градот Прилеп, навлегувајќи во атарот на селото Плетвар, поминувајќи го Ленишкиот мост, секогаш во мојот поглед ми доаѓаше сообраќајниот знак на кој пишуваше село Лениште. Неодамна кога ја прегледував мојата архива, уште колку населени места ми остана од Плетварско-Ореовската регија, за кои немам досега направено документарен запис, забележав дека ми остана уште едно село, селото Лениште. Во изминативе 5-6 години, кога патувам низ Титвешко, Прилепско, Мариовскиот, Демихисарскиот, Поречкиот, Могилскиот и Скочевирскиот регион, мој сопатник, а војан и соработник на продукцијата Мариово филм е господинот Драгослав Миновски, родом од прилепското село Долгаец, кој за себе вели дека иако по вокација е дипломиран електроинженер насока електроника, сепак повеќе на срце му лежи историјата како наука, посебно старомакедонската, средновековната, отоманската, периодот од двете балкански војни и двете светски војни и денешната историја на македонскиот народ, поточно речено историјата која се несува за српските населби во Македонија, а како посебна област во неговиот истражувачки порив се населените места во Пелагониско, Поречкиот, Демихисарскиот и Скочевирскиот регион, со кого секогаш се консултирам кое населено место да го посетиме, така да речам, се договоривме да го посетиме селото Лениште и за него да направиме документарен видеозапис. Речено сторено, како што вели народот. За прилепското село Лениште овој пат тргнав по навистина и за мене невообичаен начин. Да, и за мене невообичаен начин. Совозот, но не оној што од Скопската желеничка станица поаѓа за Битола во 6 часот и 42 минути, туку со вечерниот, кој од истата станица во правец на Битола поаѓа во 20 часот и 10 минути, кој според возниот ред во желеничката станица во Прилеп пристигнува околу 23 часот пред полноќ. Може би се прашувате зошто сум ја сменил затнината на поаѓање, за да стасам навреме не во Прилеп, туку во селото Лениште. Може би се прашувате што ќе правам од доцна во ноќта до рано во зорите во Прилеп. Ќе се обидам да ви одговорам. Со утринскиот воз со кого редовно патувам, неодамна, иако не е официјално објавено од страна на Македонски железници транспорт, утринскиот воз за Битола, наместо во вообичаеното поаѓање според утврдениот возен ред, за Битола поаѓа со задоцнување не од 10, не од 15 минути, туку повеќе од 60 минути, чекајќи го битолскиот воз, кој во правец на Скопје од Битола поаѓа според возниот ред околу 4 часот рано наутро. Откако така да речам удобно се сместив во вечерниот, а воедно и последниот воз за Битола во правец на Прилеп, во Прилеп наместо околу пред полноќ возот со кого патував на желеничката станица пристигна околу 4 часот во раните утрински сати. Епа сега зошто? Проценете сами. Почитувани мои, во прилепското село Лениште, заедно со мојот пријател Драгослав Миновски, дојдовме рано. Мощна рано. Навистина во раните утрински сати, уште петли непропејани, уште сонце неогреано, само по некое куќе подлајуваше, насетувајќи не нас дека влегуваме в село. Во селото покрај уличното светло, единствена светилка, така да речам,
која гореше беше светилката над селото. Заедно со мојот пријател Драгослав Миновски се упативме кон светилката која гореше, а како се доближувавме до неја, мојот другар Драгослав Миновски радосно ми подвикна: "Зоране, не се секирај, тоа е манастирот Света Петка. Света Петка ете ќе не прими ние да и бидеме незини гости. Ете така Господ сакал, како што вели народот." Почитувани мои, еве ова убаво, малку дождливо пролетно утро со главниот и одговорен уредник на продукцијата Марио Филм, со кого долги години соработуваме и ги посетуваме заборавените села низ нашава земја. Ќе патуваме кон едно од најживописните, едно од најубавите села во непосредна близина на Прилеп, селото Лениште, родното село на еден од најголемите херои во македонската историја на Методија Андоновченто. Почитувани мои, продукцијата Марио Филм заедно со мојот дугогодишен пријател Драган Миновски, родом од Лечкото село Оград, патуваме низ Македонија и денеска заедно со него ќе одиме во селото Леништа. Овдека се наоѓам на раскрстицата на магистралниот пат Прилеп, Плетвар, Каванарци, Веле, Скопје, а лево од мене во должина од километри се наоѓа селото Леништа. Десно од мене се наоѓа селото Реовец, родното место на револуционерното семејство на Мирче Ацев, а на 3 километри се наоѓа и селото Причат. Заедно со мојот пријател ќе одиме како што рекол во селото Леништа, каде што тамо не чекаат нашите домајќини, нашите соселани, селаните од селото Леништа, да ни раскажат многу приказни за историското битување на ова село. А да додадам, ова село е родното место на Методија Андоновченто, кој што ќе посетиме неговото родно огниште да видиме дали нешто постои од неговата родна куќа, тамо каде што тој се родил. Откако по неполни 15 минути возење по 2-километарското асфалтирано Ленишко џаде, кое водеше до манастирот Света Петка, каде што не пречекаа домајќините на манастирот, Љупчо Кочовски, Или Ангелиски Ганата, Ана и Даница Стојановска, Чичко Петре со неговата бабичка Славица, Божана и Цена, како и Трајке Димовски и Тони Ангелески. Откако си столивме здравоживо и откако си рековме по-старински добре дојдовте и добре ве најдовме со нашите домајќини, и откако во урес и во вукрес им раскажавме зошто рано, можда рано дојдовме во Лениште и додека по-старински нашите домајќини за добре дојдење почестие со грејана утринска препек сливова манастирска ракија и го пиевме утринското манастирско кафе, а на Дреновската планина сончевите зраци, кои се пробиваа низ дождовните облаци, го најавуваа, по-народски кажано, новото утро, новиот ден. Мојот домајќин Љупчо Кочовски, џиркајќи низ едно-двете пенџериња, кои беа дел од просторијата во која ние го чекавме да се роди новото утро, на шега ми рече: "Зоране, сполаи на Света Петка, ете, стреите престанаа да капат и дождот престана да врне, денот ќе биде убав." Како Господ нема никој, му одговорив. Навистина така и бидна. Се наоѓаме во село Лениште, во манастирот Света Петка, кој го основа мојата мајка Даница Стојановска, родена апостоловска. Со
со особена почит кон ктиторот и основоположник на манастирот Света Петка во село Лениште, посветена, представена пред Бога Господа, неговата слугинка Даница Стојановска, споменот го подигаат управата и верниците од Прилеп и околината. Ова е посветено на мојата мајка и е донација од мене непознат. Не го знам неговото име, нека ми прости, ама сум му особено благодарна да остане овдека спомен обележие дека некогаш овдека постоела некоја слуга Божја и посветена на манастирот Света Петка. На ова место се наоѓа водата посветена на света маченичка Света Петка, лековита вода и е за манастирот Света Петка од село Лениште. Ајде не кажеш приказната како твојата мајка го сонила сонот да го отвори манастирот Света Петка. Уште како дете, јас, како што памтам, мајка ми че нижи мене тутун и че речи малку, може малку јас да поспијам деца. Отко неколку минути че поспијаше и че речи сега на тој човек треба да му кажеме ние дека треба таму на манастирот на Света Петка например да донесе на соно ми се јави дека треба да ги направи пенџерината. И че плачи. Че речи сега како да му појдам јас да му кажам. А претходно и се јавило на сон дека овдека треба на местово да се отвори вода. Лековита не и верувале луѓето. Била многу млада, не и верувале. Неколку години се мачеше, ние мали деца. Прв пат дошле со мојата баба, незината мајка, со вујко ми, незиниот брат, со сната, еве тука присутна, и со мотиче дошле тука да копнале неколку пати и то тука почнала водата да излегува. И после некое време во сон, тоа е друг сон, и доаѓа дека треба од местото на водата да се направи црквиче со 9 чекори. И сега да ги броиш од тука кој е способен да вака да измери 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ете, до тука има 9 чекори и сето е во сон кажано од каде до каде, на колку метра треба да види и дали во ширина, дали во должина, сето е испланирано, сето е по сон. И е почнато, направено е сето, изградено. 87 година е покријано е со табли од овие некогаш што ги по кујчите салони како ги вика азбестни. Го покријат ова малово црквиче и по некое време го крена ветар, покриво, го однесе натаму и наново е кажано на сон дека не треба со тоа да биде покријано, па го покрива, еве жениве појче се запознати, се тие цело време појче после со мајка ми, јас не можев да видам, бев селма жив, имав дечина, Господ ми даде, тие беа цело време со незе, тие појче зна, нека кажа како понатаму се то се одвивало. Да чуеме приказната. За Иван ден тоа беше случкава, за Иван ден кога не време фати овдека, она азбестните сите падна покриво, што беше, не беше ништо скршено, само побарало насон, земја да имам покрив. На жената ја кажано. И од тогаш го препокрија по соно неси. Наново е покривано. Првен беше со азбестни, па после со толку што имала жената можности толку. И наново го препокрива ради таков момент. Земјата на глата ни држи ладно. Тоа е кажано. А понатака се кажа и за другиот манастир и води уште тука ќе се изва. Има оцртано жената и кажано кај ќе треба и води. Наново ќе треба уште вода да излезе друга. Илија и Иван ондека имало луѓе кај што ќе бида легнати и дрва ќе се засада по време и ќе се кажи. Ќе се кажи која вода уште ќе излези тука и дете од небрего ќе се јави, дете веќе само дојде за темелите, си донесе јагне, си донесе се што треба по темелите за големата црква. А по незино знаење, по незиното дење што го гледала, таја
го кажа детево, ние не знаевме шо и какво Ништо е. е, ништо. Само се јави со мајка му, дојде по неколку време, детево си дојде, си донесе што требаше се редоследо таму и си почна после да се гради. Дека треба тоа прво да Даде затива. топ, На темело. Tak. си дај курбан. Сега Логено, ќе ми е спомнудела што мајка како се вика. На моите домајкини им предложив да пошетаме низ селото, да се видаме со другите нивни соседи и откако во нивните очи ја видов нивната радост, заедно се опативме низ селото што се вели. Почитувани мои, да бидам искрен и пред себе, а и пред вас, од гледката што ја видов, од хоризонтот што ме окружуваше, не можев да се значудам. Прекрасна, колоритна убавина, вистинска питомина, вистинска дивина, недопредна природа. Човек да се наслади од тоа што го создала природата, но и да тагува од она што денеска останало од некогашното село Лениште. Предлагам дел од оваа колоритна убавина која му е дарила природата на ова село преку окото на нашата камера да погледате во продолжение на оваа репортажа. Почитувани мои, на моите домајчини од селото Леништа им реков, имам еден предлог. Додека така да речам, ќе влегуваме во секое мало, во секое селско патче и сокаче, во секој селски двор, секоја селска куќа, и додека тие ми ги раскажуваат нивните приказни кои им ги раскажували нивните дедовци и баби, дали ќе може да ви ги раскажам моите досегашни сознанија, кои ги имам најдено, чепкајќи по пишаните историски документи, црковни посланија, повелби и крстовни книги, отомански дефтери за вашево село. Може, како не може, но само под еден услов. Потоа, речиси сите наши приказни, кои ги памтиме, кои ни ги раскажуваа нашите дедовци и баби, и ти да ги слушнеш, ама се да бележиш, се да снимиш, на шега ми велеа. И си го продолживме нашето дружење. Прв пат селото Лениште во пишаните и материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се споменува во мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од првата деценија на 10 век и црковните записи кои датираат од византискиот период, поточно речено од 1020 година за време на владеењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асветих од 1257 година, во грамотата на византинските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, со која селото Леништа припаѓа како имот на македонскиот христијански православен духовен благодатен многовековен бисер, успение на Света Богородица, меѓу народот попознат како манастирот Трескавец, во црковните повелби од 1346 година на царот Стефан Душан Немањич, во црковната повелба од кралот Стефан Урош Пети Немањич, Урош Несилниот, издадена во манастирот Трескавец од 1355 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин од 1365 година, како и во црковните повелби од македонскиот властелин кралот Марко од 1371 година, посветени на манастирската црква Успение на Света Пресвета Богородица, меѓу народот попознат како манастирот Трескавец. Ова е мојата родна куќа. Овде сум јас роден.
Любе Кочовски. Иначе, мајка ми Илка, татко ми Бранко, починати, не го памтим, 99-та година. Дедо Коне, подзаватени били, а матко Мренијевиче. Ти се радува ли душата која ќе дојдиш овдека? Секој ден сум јас овдека. Влезен сум на манастир, овде подработуваме тротутун, нешто. Ова те прашам. Дали ти такова душата која ќе прочиташ ни селово? Како? Куќата на Митрици паднат на Тошевци во распаѓање. Да, на сите, на Шерковци, на овие аџиовци, ова мало аџиовско го викаме, сите сне кртил. Сите распаднати. Идиме често, по недела и посетуваме, на гробишта си идиме долу исто. Јас сум веќе секој ден овдека. Ајде, присети се малку на детството. Детството сиромашко беше, Ама убав беше живот. убаво беше, слави, имаше шеткане до Плетва, до Селце, до Ревојц, по гости, тие ни идеја овдека, градски идеја, кој што реков претходно, Водици, Светијата на Слави, овде ни беше хотелиштето, во оваа соба вамната живеевме, горе спратов имаме 3 соби, во нив некош гости кои ќе дојдат за Водици, за Светијата на ова беше полно, ова беше чардак сето. А по време емиграцијава истуркавне, не баре нечем, не се вратиме повеќе. И сега си приправаме рескави, сето се поизведи. Кој ти бе комши овдека за Лошо Зарно? Па комши ни беа, од овде имаме Спасе, тие ни беа ко братучеди, овде на татко ми братучеди му, и тие. Од оваа страна Шерковци, што ги викам јас, и тие ни беа комши. Добри, бевне, се живееш. Имавте ли на времето продавница, кооперација? Продавница не памтам јас, уште во колективите на Стрецел, таму ќе поминиме, била продавница. Во колективо се доделувало нешто заедничко што било, а не се отвори продавница. Никогаш. Ова патната куќа што е овде позади мене. Ова патната куќа што е позади мене, некогаш живееле луѓе. Овдека се вложи и пари, и труд. Но ете така. Ова е останато да забот на времето, само од себе си да паѓа. Погледнете, немојте да ушивате. Соседни села му се Плетвар, Оревојц, одавде е Селце, иначе ова е Селечка планина, надморска височина сте негде 700 до и 50 негде, така иде. И километри, не знам точно колку опфаќа, километража, иначе ова до Заполчки мост. Иначе населено е село претежно од зад овој рид, го викаме ние Голивар. Таму е селото било некош таму, за Полџани. И во турско уште време, покажување од стари, имало некој ага, бил отепан од страна на овие од Заполџани ки што живееле. И тој му се реваншира во турско елам и луѓе биле приморани да се насела од Заполџани во Лениште. Не само од Заполџани, и од Кокре, и од Кален има доселени, и од Белушино има доселени, ево и кујчи велам, затоа и нарекуваме белушаните ние, и тука се населили. Колку мала има село? Мала има, село има две мала. Горно и долно мало ние го викаме. Негде имаме кујчи имало околу 80 кујчи. По 6-7 члена, тоа се негде 500 луѓе. Што луѓето овдека порано живееле? Што работеле? Што било сето земјоделие, сточарство, имало овци до 2000 глај, секо кујче по 2-30, рачунато така 1502. Гојда имало секоја кујча дзевгар волој, со тоа се обработувало. Се орадило, тутун се садело, тоа било претежно, али сиромашко село. Може да се сетиш како беше животот пред 50 години, да речеме, за Великден, за сите траси? Имаше слави, на Светијата на Слави беше слава, имаше игранки на Стрецело, Водици ни беше куќна слава на селово, Светијата на Слетна слава. И имаше многу гости, посетители од Плетвар, од Ревојс, од Градов.
3 слави имаше се. Училиште имавте во село? Училиште имаме до 4-ти разред се учеше, од тука учеме во Плетвар, до 6-7, 8 и испусти и како се намалуваше имиграција. Колку бевте вие ученици во твоето деление? Како да се викаше даскало што те научи да читаш и пишуваш? Даскал ми беше, даскал тогаш ги викамне сега наставници поново, Војо. Тој човек од нас не изучи многу генерации. И сите завршиме по некое школенци. Немаше да не знае човек да не научи нешто. Беше после човек итар и море приредуваше пшоне, игранки, имаше скечови, Плетвар одевне, на екскурзија не носеше по витаминка, по жито прилеп, деца. Одека во селото имате и црква, имате и ваш манастир. Имаме и црквата Свети Атанас, 36-та, 836-та изградена, и манастирот Света Петка е сакаш време горе. Тој е од 1987 почна да се гради, па уште се гради. Велиме нема доработување во. И така да имам и слави горе. Во пишаните томански дефтери, селото Лениште првпат се споменува во томанскиот пописен дефтер од 1410 година под името Леништа, кога броело 27 семејства, сите рисијански. Во томанскиот дефтер од 1510 година, која се однесува за селото Лениште, е запишено дека во селото имало 43 ханчења, 9 неженети и 8 вдовици. Селото Лениште е запишено и во пописниот дефтер од 1662 година, кое им припаѓало на Мудурлакот, кој се наоѓал со седиште во селото Плетвар, во кое живееле 65 домаќинства, сите рисијански. Во томанскиот дефтер од 1670 година е запишено дека вкупниот данок кој селото го плаќало изнесувал 1380 акциња, каде што исто така селото било задолжено да плаќа данок од пченица 10 будови, данок од јашмен 1 муд, овес и рж и од улишта 98 акциња, а од ушурот довеше 30 акциња. Во томанскиот дефтер од 1770 година исто така е запишено дека со имотот на мештаните од селото Лениште раководел Анот на Соколовци, Анот на Дуковци, Анот на Богоевци, Анот на Крнчевци и Анот на Лавот Коста, чии селишта се наоѓале во селото Плетвар. Ова беше училиштето каде што мојата генерација и постарата генерација од мене, значи тука го завршија своето основно образование до 4-то оделение, кој после завршувањето на 4-то оделение го продолжија нивното образование во соседното село Плетвар, во кое имаше основно училиште осмолетка. И беа принудени да ода преку овај ред кој го викаме Караманица, да ода пешки на школа во Плетвар. За основно образование. Сега едно да те замолам, ќе може ли малку да прочиташ и од прилика да сетиш кај ти беше училницата? Ова ни беше овдеки подрумо, каде што се чуваја дрвата за огрев, за пампуро, а на горниот спрат овдеки, овај дел, горен спрат ни беше училницата во овај дел, значи беа сместени клупите и таму беше таблата, бирото, наставникот, Војо Наскало, а во овај дел ваму имаше друга просторија во која се одржуваа приредби, што приредби значи манифестации, пејачки, групи, ова, она, вам. Значи, културно-забавниот живот тука се... Да. Овај ни беше тука дворо, дворишчето, каде школскиот двор, кај што игравне одбојка, народна... Фудбал. Тие работи, значи спортски активности ги имаме тука. Во кој беше оградено со зид од камења, зиден.
имаше засадено дрва, багреми тука, околу. И, нали, куваше направо училиште. И од тоа денеска не остана ништо. Од тоа денеска, еве, не остана ништо како што гледате. Ова е шешмата селска, од овде село Лениште, сите жители пија вода од овде. Овде редици имаше, ко деца ќе се редиме со бардина, ред да дочекаме и од ова чешма пијаме вода. Ова е училиштето што учеле нашите предци и Методијан Новченто. Ова е тоа училиште. По старата генерација сите учеле во ова училиште. А и нашиот председател Андон Новченто. Според моја проценка е стара ова зграда над 100 години, што била во времето училиште. Добро е што уште е задржана оваа зграда од многу години и уште постои ова училиште. Иако ова село многу векови било под различни владенија, сепак образовниот процес никогаш не запрел. Почетоците на организираната просветна дејност во селото датираат од крајот на 19. век. Првото училиште се отвора во 1888 година, кое се наоѓало веднаш до црквата, а наставата ја изведувале селските попови. Просветните прилики во селото во текот на периодот помеѓу Првата и Втората светска војна останале на ниско ниво, како и до тогаш. Новата држава на Кралството на Југославија во се обидела да му посвети поголемо внимание на образовниот процес. Се до 1941 година наставата се одвивала на српски јазик, а од 1941 година па се до 1944 година на бугарски јазик. По ослободувањето на селото во месец ноември 1944 година наставата започнала да се одвива на мајчин македонски јазик. Овде што гледате е од возо стар што одел некое време, па искористени со целаната за ограда на мостот. А тој воз одел градско прилеп. Преку Плетва? Преку Плетва. Се играше фудбал. Шомче се окоса овие ливади, приватни се, од луѓе, сите ги имаме делој. Овде ни беше собиралиштето. Се играше фудбал, играа и постари, боровчани со леништани, со плетварци леништани. Имаше собиралиште многу. И за Свети Атанас се слика, имаше идеше по некој сликар. И бајџи народ овде помина низ ова ливада. Кога ќе отидете на гости во градот, ќе зазвоните на звончето да ви отвори домаќинот. Кога ќе дојдете во било кое село, таму звонче нема. Таму кој ќе викнете о домаќине дома си, пред да ви речи домаќинот бујрум, бујрум, куќето е врзано, ќе ве пречекат куќето. А едно од нив е ова до мене, лево, се вика Шарко, а ова е Мурго. Ово е Мурго и ова е Шарко. Може би знаете или пак не знаете. Зошто името го вика, му се вика Мурго или Шарко? Затоа што во романите на Стале Попов, Кале Шанџа, Крпен живот, Шашир војвода, таму се опишани и Мурџо, и Шарко, таму се опишани сите куќина, затоа што куќето ќе му каже на домајчинот дали ти доаѓа пријател, гостин или по навод кажано душман гостин. На, Мурџо, на. Арен си ми, добре. Добре, машала. Ете, знае и овој Мурџо дека во селово е дојден пријател. Слушај се една работа. Може би нема да ми одговори, ама ќе ме разбери. Ќе појдиш дома, ќе му кажеш на домајчинот
дека во селото Леништа убаво ме причека сите негови соселани. И пак ќе дојдам, па да се видиме и зубаво зарно. А ти, Мурџо, бркај си е твојата работа, а јас мојата. Филмуваната серија Волченото самарче, познатото Конче Дорчо, каде што го играше познатиот лик на дрварчето Игор Џамбазов, а напишана од Ванче Николевски. Ова е тоа Дорчо, но меѓутоа не Конче Дорчо, туку маската Дорчо, која што води потекло од мајката Кобила, татко Магаре. О, Дорчо, бе, да, наличен, о. Низ историјата народот секогаш имал мака од императорите, од царевите, од кралевите. Така да и македонскиот народ си имал мака и од императорите, и од царевите, и од кралевите. Таа пуста мака македонска им го давала името на животните. Кога во Македонија ќе дојдете и ќе видите Магаре, на Магарето му го даваат името Марко. Но не на кралот македонски Марко, кој што направил многу добрини, туку ете така му се го дал името Марко, затоа што сепак овај животно е благодарно и благословено од Бога. Пошто и свети апостол Марко се вика така. Марко, така е. Браво, Марко. Ајде, Марко, ајде. Ова што го кажуваме не се десува на тебе. Ти не си ни крал, не си украл ништо, не си ни Арамија, не си ни император, ама си Магаре. Оти Магарето, знаете, почитували може што го викале на свадба. Не да игра на орото, туку да носи вода. Ајде, бркерам, ајде, пријатно. Овој многовековен чинар, кој што се наоѓа позади мене, кој што вика народот, заврши со својот живот. Својот дух продал кај Бога. Меѓутоа, еден од многуте мештани до ова село, по потекло до ова село, Марија, се вика, така ми кажа мештаните, овдека овој чинар кој се наоѓа во макравското место на црквата Свети Атанасија, го кресил ликот на Свети Атанасија. Ете, пак ќе кажам, иако овој чинар својот дух го дан на Бога, овој чинар и пората му ќе живее преку патронот, заштитникот на ова село, селото Лениште, Свети Атанасија. Во подалечното минато, селаните од селото Леништа учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за самостојна Македонија, како и во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Од селото Леништа води потекло и македонскиот национален борец, деец и политичар и прв председател на президиумот на АСНОМ Методија Андоновченто. Почитувани мои, продукцијата Маријов филм се наоѓа во прилепското село Леништа. Се горден што сум овдека во ова село, се горден што се наоѓа во родното село на председателот на президиумот на АСНОМ Методија Андоновченто. Ова е се што е останато од родната куќа на Методија Андоновченто. И една порака, дојдете во селото Леништа, влезете во дворот кај што се родил Методија Андоновченто, дојдете и, ако ништо повеќе, барем присетете се на историјата кој што е создавале и ќе создава генерациите кои што ќе доаѓаат по нас. Исто така во селото Лениште е роден и македонскиот комунист, учесник во Народно-ослободителната војна, првоборецот Јоска Јордановски Сандански, еден од првите 7 прилепски партизани кои на 12 септември 1941 година во местноста Бидимаш на Селичка планина ја формирале првата партизанска чета составена од борците Илија Игески Цветан, Трајко Бочковски Тарцан, Борка Велески Левата, Лазо Филиповски Лапски, Џоре Велковски Стрелката и Киро Крстевски Латник.
На 17. октомври 1941 година учествува во формирањето на Прилипскиот партизански одред Гоце Делчев. На 22 април 1942 година учествувал во формирањето и на Битолскиот партизански одред Пелистер. Прво, ако ми дозволите, јас би сакал да му се заблагодарам на еден од доајените на македонското новинарство, вам, новинарот Зоран Костецки, на големиот љубител на македонските села и населени места, на неуморниот творец на стотици емисии за руралните подрачја низ Македонија, за манастирските комплекси, за црквите и за многу културни знаменитости, културни добра низ Македонија, што одвоивте време и што дојдовте да направите една емисија, една репортажа за ова прекрасно село или населено место, како што сега ги викаме, Лениште, кое што се наоѓа во непосредна близина на Прилеп. Меѓутоа, селото Лениште немаше да биде толку познато како што е сега, ако не се изградеше овој манастирски комплекс, би рекол во пазувите на Селечка планина, манастирскиот комплекс Света Петка. Во овој манастирски комплекс јас со моето семејство веќе 12-13 години секоја можна прилика, особено за викендите, ги користиме и доаѓаме да запалиме овде свеќа за здравје и да ви кажам искрено, си одмараме душата овде и сме воодушевени кога ќе видиме за време на викендите толку многу гости и посетители кои што често се чувствуваат пријатно овде седејќи со своите фамилии расположени и кои што нормално си палат свеќа за здравје и си ги поминуваат деновите овде, да речам, во овие природни убавини. Значи, наместо да го прават уче го дома, го прават овде. Би сакал и да друга работа да напоменам. Со почит и респект према сите жители кои што потекнуваат од ова село, од ова населено место Лениште, мене посебно ме импресионира што сум присутен овде и сега и многу пати кога ќе дојдам во родното место, како што реков, на еден од најголемите, најзвучите имиња, би рекол, во македонската понова историја, на председателот, на првиот председател на президиумот на АСНОМ, Методија Андоновченто, кој што е роден токму овде, во ова село, во ова населено место, кој представува наша гордост како македонци, затоа што тој, значи, еден од втемелувачите на македонската држава, на македонската независна држава, односно остварувањето на вековниот сон на македонскиот народ да дојде до своја сопствена држава и да биде свој на своето. Кои импресии ќе им ги испратите на твоите сограѓани во Прилеп? Кога ќе излезете во чаршијата, старата Прилепска чаршија, на лак мобет, на она старо турско кафе, грената ракија и на убавата чалгиска музика? Знаете како, јас ја почитувам сечија желба, многу луѓе уживаат можеби слободното време да го минуваат и во градските кафеани и во Прилепската чаршија. Меѓутоа, би им упатил еден апел да ја запознаат оваа убавина овде што се наоѓа близу до Прилеп, затоа што ние сме некаде на 5-6 километри, толку сме од градот, патот е асфалтиран, значи да си ја запознаат оваа убавина нивна, ова е наша заедничка убавина во наша земја, во нашето македонско поднебје и да ги искористат некоја слободното време да дојдат овде, да го посетат овој прекрасен манастирски комплекс, кој што и тоа сакам да кажам дека за овие години колку што јас овде доаѓам и сами со моето семејство, значи многу брзо напредува и се шири целиот овој комплекс овде. Значи се почна од малку и сега веќе имаме ние овде и огромна црква манастирска и има и објекти, простори и голема огромна трапезарија каде што јас да ви кажам искрено сум дошол овде неколку пати и на храмот кога е на Света Петка, па имало возила до селото додолу, тоа се неколку километри, да немало место каде да се паркираш и овде на групи луѓето седеле и јаделе. Ја мислам дека тоа е едно големо доживување кое што треба да го почувствува секој православен христијанин, а посебно ние овде кои што живееме во непосредна близина на селото Лениште. Потекнувам, како што кажавте вие, од селото Долгеец. Не сум живеел никогаш во селска средина, меѓутоа неизмерно го сакам и го почитувам селото, затоа што сметам дека корените на најголем дел од населението овде во Македонија се од селските средини. Знаете како, јас се видам нескромен ако кажам дека ова место е поубаво од ова. Значи не сум необјективен ако кажам дека во нашава земја не знаете кое место е поубаво.
и каде човек би се чувствувал попријатно. Значи сите овие краишта што ги споменавте, и во Велешките, оние средини Азов што го нарекуваме од тие планински села, и во Демихистарскиот крај, што јас билувам често да го наречам можеби еден од ако не и најреволуционерниот крај. Меѓутоа би ми се налутиле сигурно пак и револуционерните семејства, Ацеви би ги спомнало целото Ревоец, па еве го и ова село од Методија Домчето и така натаму. Значи секоја средина, од секоја средина има излезено луѓе, силни интелекти, силни херои, славни борци, јунаци, интелектуалци кои што оставиле белеки траги на своето време. Во селото Паралово јас често имам слушано и многу души и ден денеска не знаат каде се наоѓа селото Паралово. Значи јас би кажал прво дека најдове селото Паралово над рек Битола и отидов, тоа беше за мене големо задоволство и чест на гробот на славниот македонски војвода Ѓорѓи Сугарев. Меѓутоа, она што исто така ми остави силен впечаток беше говорот на еден од луѓето кои што потекнуваат, имаше своји 70-80 години тој што кажуваше, и кажа дека не е точно она што се зборува дека точно тие луѓе од село Паралово го предале Ѓорѓи Сугарев. И тоа е најголемата навреда, кажа за нив како жители, како луѓе кои потекнуваат од тој крај, дека се тие предавници. Значи апсолутно ја негираше таа вест што се прошири па и во народни песни што ја обера дека Параловци го предале Ѓорѓи Сугарев. Реков, че бидам нереален, необјективен, ако фаворизирам некој крај. Не сакам никога да навредам, меѓутоа јас викам сето ова наше поднебе сето убаво. Јас секаде каде што сме биле, се надам дека и видиме ќе продолжиме да одиме, се чувствувам пријатно, а и на луѓето како и овде нови луѓе сакам да се благодарам што беа толку љубезни и фини со нас што така не пречека, па можам да кажам дека секаде ние сме биле добро примени и ние сме оставиле впечаток добар кај луѓето, меѓутоа и луѓето према нас оставиле многу впечатоци. Мештаните од селото Леништа ми раскажаа многу други приказни за минатото на нивниот роден крај, преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, а вам, драги мои, дел од неподекливата драгоцена слика за Леништа низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, со надеж дека меѓу помладите ленинчтани по раѓење или по потекло, особено меѓу оние упатени во областите на историјата и антропографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистрежат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот.